И здраво дечки, добредовте во моето ново видео. Јас сум Стефан Димитровски. Денешната тема има работен наслов зошто не треба да кажеме или да одговориме ништо или нема на што кога некој ќе ни се заблагодари на нас. Па, доколку ви се допаѓаат вакви теми од секојдневен живот кои што ќе ги разработувам со тоа каде што ќе ставам акцент на тоа како треба да се однесуваме и да комуницираме со луѓето во дадени ситуации, би ве замолил да се претплатите на каналот, да притиснете на subscribe копчето, затоа што на мене ќе ми значи, едноставно бесплатно е и ако ви се допаѓаат вакви клипови, исто така да ставите лайк, па да не должам многу со самиот вовед, да преминам на главното. Имено ова е многу интересна и специфична тема за анализирање, затоа што ние секојдневно помагаме на некого или некој ни помага на нас и од таа причина најчесто следи она ништо или нема на што или повелете и друг пат или не знам уживај, ние најчесто знаеме да си кажеме вака разговорно. Сигурно има уште нешто што го користиме како израз кога на некого ќе помогнеме, па тој ќе ни се заблагодари. Но во што е поентата? Зошто не треба да кажуваме ништо или нема на што? Например, вие сте помогнале на некој ваш другар, пријател, роднина, било што, дури на член од семејството, мајка, татко, брат, сестра, за одредена работа и тој или таа ќе ви се заблагодари и вие не треба да кажете ништо или нема на што, затоа што вие сепак сте вложиле одреден напор, сте вложиле одреден труд, волја и желба да помогнете на таа личност и со самото тоа не треба да следи одговор како вие да сте направиле ништо. Буквално. Разбирате? Со тоа што некои луѓе тоа го сваќаат како да, јас ќе кажам ништо, ама всушност свесен сум дека имам нешто направено за него и очекувам следниот пат и тој или таа да ми помогне на мене, да ми возврати подеднак. Но кој е оној подобар начин на кој што треба да возвратиме кога некој ќе ни се заблагодари? Например, јас сум купил нешто на некој пријател, му требал некој лек од аптека и јас сум му рекол во ред, ќе го купам, слободен сум, ќе ти го донесам. И добро, јас го купувам, му го носам пред врата и тој ми вели: леле, фала ти многу, да не беше ти, немаше да го купам. Сега карикирам, чисто да ви дадам обичен пример. И јас како би одговорил? Со задоволство, или мило ми е што помогнав во тоа, или секогаш, или ти стојам на располагање за било што. Разбирате, гледате, има друга димензија на разговор, на комуникација, на тоа како изгледа одговорот во таа ситуација. Не е само да кажете ништо или нема на што. Да, вие со тоа давате
оставата впечаток на вашиот соговорник дека секогаш ќе му стоите на располагање исто така, кога ќе кажете ништо или нема на што, но пак е интензитетот на зборот неспоредлив, кога ќе кажете со задоволство или мило ми е што помогнав во остварување на тоа. Разбирате? Гледате, има значителна разлика помеѓу тие две. И дефинитивно во последно време, последниве 2-3 месеци, јас се навикнав на тој начин на комуникација со луѓето кога ќе им помогнам за нешто и кога тие ми се заблагодаруваат, едноставно се навикнав да им одговорам на таков начин, со задоволство или мило ми е што помогнав да се оствари тоа и така натаму. И сметам дека е добар начин да се одговори, не само затоа што вие го цените вашиот труд, вашата помош, вашиот напор на некој начин што сте го направиле да помогнете на некого, туку и навистина во реалноста е така. Разбирате? Вие сте потрошиле одредено време или сте издвоиле одредено време од вашиот ден да помогнете на некого, и тоа е одлично. Тоа е самоволно, тоа е волонтерски, зар не? И следствено на тоа доаѓа тој начин на изразување или на одговарање кога некој ќе ви се заблагодари. Така што тоа беше се за овој клип. Се надевам дека ќе ви послужи на сите кои што ќе го гледате како некој репер во иднина, како треба да одговорите кога некој ќе ви се заблагодари откако сте му помогнале. Не е важно дали сте му помогнале многу, дали сте му помогнале малку, дали се работи за ситница, дали се работи наистина за нешто големо што премногу му значи на другиот соговорник. Едноставно начинот на комуникација е според мене посоодветен од оној кога ќе кажеме ништо или нема на што, кога во реалноста ние сме се вложиле тоа да се оствари за него или за не. Така што се надам дека уживавте во овој клип, дека научивте нешто ново и дека ќе го применувате ова во вашиот секојдневен живот, во вашата комуникација на секојдневно ниво. И тоа е тоа за денес. Не заборавајте исто така да се сабскрајбнете на каналот. Као што кажав на почетокот, бесплатно е и ќе ми значи многу. И исто така да ме следите на Instagram, Стеф Димитровски, каде што ставам бројни сториња секојдневно за тоа како треба да се однесуваме, кои вредности треба да ги застапуваме и така натаму. Така што нема да останете без совети и без мудри пораки доколку ме следите и на Инстаграм. Така што ви благодарам однапред, ви посакувам да имате убав ден и се гледаме во следниот клип. Поздрав!